Ако Охрид го продава езерото и културното наследство, тогаш Прилеп му е најголема конкуренција по втората точка. Во Варош никогаш вриело од уметност, уметници и идеи. Во паузите од одење на Дали, во моментот кога ќе се заситите од тоа да бидете видени, дојдете овде за да го запознаете средниот век, кој по се изгледа и не бил така мрачен. Црквата Свети Димитрија во Варош е изградена во 4 градежни фази. Од еден крајно рудиментиран облик во првата градежна фаза, тоа било еднокорабна црква, тоа е овој простор. Во втората градежна фаза бил изграден трем на северната страна. Ова е тој репрезентативен трем кој што бил изграден во втората градежна фаза. За оваа фасада можеби најкарактеристична е употребата на шаховско поле, кое што за прв пат се јавува токму овде. Меѓутоа, изградбата на црквата не завршила во оваа фаза, има уште 2 наредни фази кои што најдобро се гледаат внатре во црквата. Мотивот на шах полето е значаен и за датирањето на црквата, бидејќи вака изведено шах поле не се среќава пред 13-тиот век. Според декорацијата на фасадите и вовлечениот ред тули, тремот на Свети Димитрија покажува сличност со црквите на островот Хиос. Во внатрешноста на црквата Свети Димитрија може најубаво да се видат архитектонските преобразби кои што се случиле во текот на 13-тиот век. Ова е најстарата еднокорабна црква која што била неугледна. Меѓутоа, во текот на 13-тиот век таа претрпела повеќе градежни промени. Една од нив е и оваа со рушењето на зидот и доградувањето на репрезентативниот трем, а неговите остатоци најдобро се гледаат кај овие лакови, кои што се 3 на број, кои за жал сега се созидани со цигли. Во наредната трета фаза се изградени сводовите, односно целата црква е препокриена со сводна конструкција. За да на крајот, исто така во 13-тиот век, следувала последната, 4-та градежна фаза, во која што е изградена куполата и на јужниот зид е дограден уште еден анекс. После сите доградби и преправки, црквата добила репрезентативен и уникатен облик. Од само неколкуте зачувани фрески се гледа дека во живописот доминирал конзервативниот дух. Сликаниот ансамбл, кој настанал околу 1290 година, бил спонзориран од византискиот благородник Димитри Мисинополит. Изведбите на патронот на храмот Свети Димитрија и Богородица со Христос
се единствените преостанати елементи од живописот од крајот на 13-тиот век. И покрај тоа што станува збор за застарени ликовни решенија, мајсторите сакале на старите поуки да им придат поинвентивно. И успеале. Капнале малку сензибилна убавина и го отвориле патот за нешто ново и прогресивно.